Резултатот од првиот круг на претседателските избори покажа дека е можно на власт да се врати партијата со етно-националистички наратив, што пак би значило чекор назад за државата, рече Алберт Муслију, директор на Асоциацијата за демократски иницијативи, во текот на вчерашната дебата за Западен Балкан во Вашингтон. Ова е пораката која ја прими и владеачкото мнозинство, дека во идниот период не треба многу да прави компромиси и во своите редови и евентуални некои злоупотреби, на нив треба да реагира веднаш, затоа што опозицијата го користеше мотото све исто, само се сменети тие кои менаџираат. Муслију смета дека 20 кандидати треба да го променат односот во вториот круг, за да може да ги убедат граѓаните да излезат на гласање. Тој исто така нагласи дека гласовите на река може да бидат одлучувачки. Овие гласови по некоја инерција по-логично е да одат кон Пендаровски, затоа што две прашања кои се многу битни за албанскиот гласач, тоа е Преспанскиот договор и Закон за јазици, не стојат баш добро во наративот на Гордана Силјановска. И покрај успешната приказна за Северна Македонија во светот, со решавање на спорот за името и затворање на проблематичните прашања со соседите, сепак постои скептицизам за добивање датум за преговори со ЕУ. I am not actually optimistic about North Macedonia getting a date. Јас всушност не сум оптимист дека Северна Македонија ќе го добие тој датум. Од разговори со луѓе во Брисел имам информации дека сакаат Албанија и Северна Македонија да ги стават во еден кош, не сакаат да покажат позитивна приказна за Северна Македонија, негативна за Албанија. Така што изгледа ќе имаме одложување. Оптимист пак за европскиот пат на државата и влезот во НАТО е Мајкл Халцел од Институтот за надворешна политика во Вашингтон, кој верува дека надворешните закани, како од Турција, нема да го одложат членството. Постои желба за исполнување на реформите и државата е активен партнер на НАТО неколку години. Некои надворешни закани се проблематични, но сепак мислам дека Северна Македонија е на пат кон НАТО и ќе биде продуктивен сојузник. За ова да се исполни, панелистите побараа поголем фокус од меѓународната заедница при имплементирање на потребните реформи. Иднината на Западен Балкан, вклучувајќи ја и Северна Македонија, е во Европа, зашто е потребна поголема поддршка од САД и Европската Унија. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.